вештачката интелигенција се поставува прашањето дали ќе го напише и последниот текст на новинарите или ќе биде нивниот најголем сојузник. Ова е прашањето кое што си го поставува и светот, а беше отворено и беше во фокус на 9-тото издание на Медиумскиот фестивал Скопје, така што во продолжение ќе разговараме токму на оваа тема со Бјанка Станковиќ, уредник и претседател на ПИНА, во однос на активностите, однос на фестивалот кој што се случи на почетокот на оваа работна недела. Пак ќе коментираме и за импресиите и впечатоците, но и што е она во фокусот што треба сите медиуми да го следат, да го знаат и да се унапредуваат кога станува збор за вештачката интелигенција, секако и предпазливоста. Добро ни дојде. Добро најдов и ви благодарам на поканата да гостувам денеска. Фестивалот се случи од понеделникот, па траеше 3 дена. Првото прашање ми е како сте задоволни од она што се истакна, тоа што се дискутираше и кои се импресиите? Импресиите се навистина прекрасни. Може да се пофалиме со едно интензивно и содржински богато издание на фестивалот. Она што најмногу не радува е дека постои волја кај новинарите, кај медиумските професионалци да се зборува за оваа тема, па така и задоволството кај тимот што го организираше фестивалот е навистина големо, затоа што отворивме еден простор каде што ќе може да се дискутира на оваа тема која што практично е веќе наше секојдневие и некако неизбежно беше да биде дел од ова издание на фестивалот. Зошто токму вештачката интелигенција беше во фокус и тема на ова 9-то издание и колку македонските медиуми веќе го чувствуваат притисокот и присутноста всушност во нивното работење? Дали чувствуваат страф или пак се според она што можевте да го дискутирате инспирирани да го користат како сојузник во работата? Така. Како што напоменавте и вие, меѓутоа како што кажав и во претходната изјава, вештачката интелигенција е веќе во нашето секојдневие, ја користиме и во приватниот живот, ја користиме и во професионалниот живот, така што таа е навлезена во сите професии во светот, така и во новинарството, вклучувајќи во Македонија. Според нашите сознанија, нели и комуникацијата со колегите, таа веќе се користи најчесто адхок и на лична иницијатива на поединците. Затоа и при организацијата на фестивалот, нешто непосредно пред фестивалот, направивме една анкета помеѓу нашите колеги, неформална секако, и таа анкета ни покажа дека скоро 86% од испитаниците, имаше околу 50-52 испитаника, одговориле дека користат алатки со вештачка интелигенција при нивната работа, и тоа најчесто нели оние алатки што ги знаеме, ChatGPT, Gemini, потоа Copilot, Grammarly и така натаму. Најчесто ги користат за превод и проверка на факти, потоа за лекторирање, пишување, прибирање на информации за извори околу теми и слично, така што ова на некој начин беше потврда дека нели вештачката интелигенција е во медиумите, иако можеби тоа не се зборува да речеме најотворено, меѓутоа знаеме дека еве веќе колегите ги испробуваат тие алатки и ги користат на некој начин за да си ја олеснат работата, и така некако тоа ни беше една потврда да речеме дека сме на добар пат да го отвориме просторот и да дадеме една платформа да видиме нели накаде одиме и каква е ситуацијата во Македонија. Што значи дека веќе процесот на самонаблюдување се надминува и веќе се употребува и во новинарството и во медиумскиот свет. Фестивалот се отвори со дискусијата на новинарството пред пресврт, така што дали можеби имаш податоци во однос на прашањето колкав бројот новинарите можеби се исплашени за својата работа, дека можеби токму вештачката интелигенција ги заменува во медиумскиот свет, или пак воопшто не се осврнуваат кон тоа, туку само ги користат бенефитите кои што ги нуди. Така. Она што мислам ќе кажам дека се уште ги впиваме впечатоците и со тимот, нели се уште ги разговараме импресиите и се она што се случуваше, што се разговараше, така што би рекла дека еден генерален заклучок од целиот фестивал е дека ситуацијата не е црна-бела, значи дека не може да заземеме некој цврст став дали е лошо или добро, да речеме, бидејќи во таа насока би искомуницирале дека, мислам и самите панелисти што беа гостите на фестивалот, токму и тоа го искомуницира дека на некој начин
е продолжена рака на новинарот или на медиумскиот професионалец, без разлика нели за кого станува збор во медиумите, бидејќи на некој начин само помага и е само алатка. Дел од новинарите многу јасно тоа го споделија и јас се согласувам со нив дека ништо не може да го замени човекот, нели, иако човекот ја има измислено вештачката интелигенција. Лично моје видување не почувствував некаков страв, иако се отворија многу интересни прашања од публиката, дали можеби вештачката интелигенција ќе ги замени особено деск новинарите кои што нели пишуваат секојдневни вести. Тука ќе речам дека повеќе влијаеше размислувањето или ставот дека можеби и за тие работи им би олеснало на тие новинари да ги замени всушност вештачката интелигенција, а тие да се посветат можеби на некои покреативни теми, да се посветат на истражувачко новинарство или на некои теми што можеби нив повеќе би ги интересирале, но меѓутоа немаат време да ги работат поради организацијата на работата што имаат, нели, напливот на информации што треба да ги проследат во медиумите, така што во таа насока тоа е некој генерално видување од сите ставови и мислења што беа на фестивалот. Лично, според мене, ова го изјавив и претходно, не верувам дека новинарството е до толку загрозено од вештачката интелигенција, како што знаеме медиумите во претходни години и декади има претрпувано промени во смисла нели згаснувањето на печатот, па потоа преминувањето кон дигиталните медиуми. Да, за жал дел од колегите ги загубија своите работни места во тие редакции, но не значи дека ја загубија професијата. Тие само се прилагодија на тоа што доаѓаше, тоа беа дигиталните медиуми. И на тој начин некако новинарството доби само некоја нова форма, нови канали на работа, можеби нова динамика, така што верувам дека ова со вештачката интелигенција е некој сличен пресврт кој што ни се случува. Можеби не бевме толку спремни толку брзо да се одвива. Меѓутоа, верувам дека ќе се прилагодиме, бидејќи таква ни е професијата и ние секојдневно се прилагодуваме на секакви новости, на секакви нови динамики, така што во таа насока мислам дека ќе добие само една нова форма, па ќе кажам, не е се црно и бело, може да ни помогне, но нели останува и тој другиот дел. Би сакала да поразговараме и околу филмската програма за фестивалот, која што беше навистина фасцинантна и во однос на делот како реагира публиката и човекот кога нема човечки автор на сценариото, меѓутоа и навистина за филмот кој што беше представен, каде што се користи дипфейк на Илон Маск и сценариото од ChatGPT, нешто кое што не е карактеристично, особено можеби за наша домашна публика, така што кои се реакциите и впечатоците и колку какво е очекувањето всушност кај публика која што знае дека нема човек кој што го пишува и го прави сценариото, туку сепак станува збор за вештачка интелигенција, дали постои сомнеш додека се гледа и додека се конзумира тој филм или сепак на крајот останува таа фасцинираност и па тука се јавува тој страв дека еве што се случува и можеби на некој начин дел од професиите, не мора да станува збор конкретно за медиумите, се загрозени. Така, она што е интересно, мене баш ме радува што токму за тој филм можеби дека краток имаше и најмногу интерес, но сепак нели станува збор за една многу како да кажам специфична личност која е постојано во вниманието на медиумите. Она што е интересно за филмот на како да кажам, на прво гледање можеби може и да се забележи дека е користена нели дипфейк содржина. Меѓутоа кога ќе го слушнете контекстот, не би сакала премногу да зборувам за филмот, сакам и публиката да го гледа нели за да се отвори и поголема дискусија. Интересно е што содржината што е направена, ајде не би сакала повеќе да кажувам за филмот. Е во контекст на тоа што изјавува Илон Маск, меѓутоа е сосема спротивно во тоа што со тоа што тој го изјавува нели секојдневно во неговите излагања и потполно се коси со неговите вредности, морали, ставови, изјави. Така што интересно беше од она што го слушнавме потоа нели од како заврши проекцијата помеѓу гледачите, нивните ставови најчесто беа
поделени, во смисла добро се познава дека е дипфейк содржина, да, смешно е, сатирично е, бидејќи на некој начин е исмевање од она што би го рекол Елон Маск, во смисла се гледа дека тоа не би го кажал тој, тоа е сосема спротивно со неговите верувања, меѓутоа имаше еден дел и публика што на некој начин, да речеме, беше малку скептична, во смисла, а што ако некој не знае да препознае дека е дипфейк или особено неговите приврзаници, па тоа да разбуди... Особено и на социјалните мрежи, посебно кај повозрасната публика која што конзумира видеа направени од вештачка интелигенција. Меѓутоа, ета, тука сме буквално како и поентата и фокусот на овогодишниот фестивал, тоа е да се подига веќе и свеста, меѓутоа и да се коментираат отворено и јавно работите, каде пречи, каде е закана или каде само едноставно го подобрува начинот на функционирање и работа. Се извинувам што ти влегов во збор, меѓутоа би сакала да го искористиме времето и да споменеме во однос на медиумите, затоа што клучна ставка секако е етиката, па прашањето е како и на кој начин новинарите би можеле да ја користат вештачката интелигенција, при тоа без да прекршат било кој од етичките норми и всушност службата која што имаме. Така, да. Оно што генерално се зборуваше на фестивалот во однос на етичкиот момент и без разлика што, ајде на некој начин да речеме, тој беше предвидено за последната дискусија, етиката се зборуваше во сите три дискусии на фестивалот и тоа сметам дека некако самото природно си дојде, бидејќи е многу главна точка од целата ситуација со вештачката интелигенција. Всушност да не се наруши довербата кај публиката. Да. Така што во таа насока, нели, ние практично не може да дефинираме вештачката интелигенција дали е етичка или не етичка, бидејќи сепак се работи за нешто вештачко. Етиката ја носи самиот човек, ја носи самиот новинар и тој треба, нели, и преку својата работа да ја проследи таа етика и тоа етичко известување до самата публика. Оно што е генерален заклучок е дека на крајот на денот, без разлика новинарот дали користи или не користи алатки со вештачка интелигенција, тој е должен да ги почитува, нели, етичките норми, етичкиот кодекс на новинари и секако, нели, да биде транспарентен при објавата на тие содржини, без разлика нели, дали се работи за дел од текстот, дали за целиот текст, за насловот или не знам за визуализациите, особено видеата и ајде како да кажеме некои компилации на фотографии што се прават, дека е должен да ја извести публиката дека станува збор за генерирана фотографија, нели, секогаш е со некоја различна конотација, можеби е некогаш во смисла нешто да се илустрира што не можело во моментот да се изфотографира или да се направи некој спој слично, меѓутоа дека етичкиот момент треба да биде запазена, со етиката, нели, доаѓа и таа одговорност, транспарентност и отчетност према публиката, особено, нели, ако сакаме да ја градиме таа доверба која што низ годиниве и малку опаѓа во медиумите, така што не треба да создаваме контраефект или дополнителна заблуда кај читателот или гледачот. Така што драго ми е што етиката доста се зборуваше на фестивалот и секој новинар, панелист, без разлика дали беше прашан или од публиката или од модераторот на тоа прашање, секогаш го истакнува тоа дека да, може да ни биде алатка која што ќе ни помага. И ако ја користиме, треба да бидеме транспарентни со таа употреба. Бијанка, благодарам многу за денешното гостување.